како генерален секретар на ГРОМ и представник на граѓанската опција за Македонија, а воедно по професија и адвокат. Веќе трет ден ГРОМ апелира до надлежните институции, односно до основното јавно обвинителство, да реагира, да ја отпочне постапката. Тоа значи да согласно кривичниот законник на Република Македонија многу јасно предвидува во член 386 одредбите за насилство, дека секој оној кој што грубо врши насилство, малтретира или грубо навредува е должен да биде подлежен согласно оваа одредба, посебно кога со таквото дејствие предизвикува страф, згрозување, кое што дејствие пред 100 луѓе присутни во неделата овде во штабот на граѓанската опција за Македонија, гледаме дека институциите се уште молчат. До сите вас како представници на медиумите ќе доставиме видеоклип каде точно ќе ги обележиме и се обележани присуството на, односно употребата на нож, која што е употребена и јасно се гледа на видеоснимката, се гледаат лисици кои што покажуваат само со какви се елементи се е исполнето битието на делото, односно насилство предвидено во член 386 од Кривичниот законник. Сведоци сме дека во Република Македонија за многу понебитни, со многу помали обележја на ова дело се водат постапки. Бараме, апелираме јавното обвинителство за нас да отпочне постапка за овој предмет и за нас е зачудувачки како до сега сторителите кои што јасно се посочени, видливи се на снимките, воопшто не се повикани од страна на истражните органи. Затоа што со она насилство кое што беше овде манифестирано, може да замислите да секој граѓанин во Република Македонија излегува со нож, со лисици и што би се случило ако сите граѓани во Република Македонија на таков начин манифестираат сила. Од тие причини бараме од надлежните институции уште еднаш по трет пат за овие 3 дена да отпочне постапка кон сторителите на ова кривично дело. Покрај тоа, да не заборавиме дека делото е направено во моменти на се уште незавршен изборен процес. Знаеме дека Државна изборна комисија е должна во 5 часа по затварање на избирачките места да спроведе процес на пребројување на гласови и тој процес се уште траеше. Ние имавме буквално и во делот на одредбите на Кривичниот закон за прекршување на изборната постапка, имаме дело кое што е направено со директен напад на централен штаб на политичка партија.